Кратки најави за денес. Прокиснатиот покрив на Охридската гимназија, тема за жестока дискусија во градскиот совет. Образованието се соочува со сериозни предизвици. Наместо учениците, апликациите пишуваат состави и семинарски. Засадени 20 нови дрвца во Охрид во рамки на акцијата Садиме денес за одржливо утре. Инфлацијата во ноември зголемена за 0,5% во однос на октомври. Од денес социјалните мрежи недостапни за малолетниците во Австралија. За најавените изостанатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Во утринските часови имаше зголемена облачност која во текот на денот се намали. Дуваше слаб ветер од северозападен правец. Утринската температура изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната дневна достигна до 12 степени Целзиусови. Во Охрид утре ќе имаме сончево и релативно топло време за овој период од годината со мала до умерена облачност. Во утринските часови ќе има зголемена облачност која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб ветер од северен правец. Минималната температура ќе изнесува 3 степени Целзиусови, а максималната дневна 13. Продолжува период на стабилно и релативно топло време. Во текот на ноќите и во утринските часови ќе има појава на магла на одредени места и зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намалува. Минималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од -2 до 3 степени, а максималните од 11 до 17 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Не ми го земај времето, времето ми е полажно од се. За само 1 минута месечно со Евана онлайн добивај, плаќај и коригирај фактури. Имај увид во сите плаќања, пријавувај состојба и регистрирај повеќе бројила на едно место. И тоа целосно онлайн. Времето ми е полажно од се.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Сликите од оштетените училници поради прокиснувањето на кровот на Охридската гимназија кои беа споделувани на социјалните мрежи и предизвикаа реакции во јавноста, денеска беа повод за дискусија во градскиот совет. Од советничката говорница не изостанаа политички препокувања за тоа која власт е виновна што проектот за целосна реконструкција на објектот кој е споменик на културата се одолговлекувал поради неиздавање на конзерваторското одобрение. Обилните врнежи изминатиот период ги влошија условите во Општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Ученици и родители на социјалните мрежи споделија слики на кои се гледаат значителни оштетувања на тавани, прокиснување и мувла во училниците. 5 од вкупно 34 простории за настава се затворени и веќе извесен период истите не се користат, а останатите се доволни за непречено и редовно реализирање на наставата, известија денеска од гимназијата во соопштение за јавност. Состојбите вчера биле констатирани и од страна на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Сликите од гимназијата биле испратени во пораки на советници во градскиот совет, па на денешната седница се разви дискусија за реконструкцијата на објектот, при што не изостана и политичките препукувања. Гимназијата веќе неколку години има проблем со прокиснување на дел од покривот, поради што превземани се активности за парцијално санирање на оштетувањата на кровот, но со краткотраен и нецелосен ефект. Постапката за реализација на проектот за целосна реконструкција одел бавно, бидејќи објектот представува споменик на културата и е неопходно конзерваторско одобрение. 3,5 години се чекаше да се добие конзерваторско одобрение за да се започне со реконструкција на гимназијата. И сега ние 3 години треба да чекаме да не го средиме дворот, да не средиме спортското игралиште, атлетската патека, внатре да не смениме електричната инсталација, да не ги смениме дел од столаријата, столчината, тоалетите, значи не може да чекаме ние 3 години. 2006 е направена реконструкција на покривот. Од тогаш не е чепнато ништо. И сега кога оваа локална власт зеде за право да го сработи нештото во гимназијата, се наоѓаат забелешки. Со констатацијата дека 3,5 години се чекало одобрението за реконструкција, ја фрлате вината на владата на СДСМ, а од тие 3,5 години, да ве потсетам, скоро година и 8 месеци имате власти на централно и на локално ниво, кажа советничката од СДСМ и коалицијата Наташа Недановска. Доколку била пречка владата на Социјалдемократскиот сојуз до пред година и 8 месеци. Сакам написмено да ни одговори директорката или било кој од раководниот тим на Охридската гимназија. После првото барање кој го поднесле до надлежната институција за добивање на дозвола за реконструкција, како споменик, колку пати стапиле во контакт после со таа иста институција? Критиките единствено ќе ги сватев како конструктивни ако не постоеше проект за реконструкција на гимназијата и ако не е на чекор до отпочнување со реализација, реплицираше председателот на Совет Божиновски, кој посочи дека документацијата е комплетирана и на 10 ноември бил објавен и огласот за избор на најповолен изведувач кој ќе ја врши реконструкцијата. За периодот додека бил Социјалдемократскиот сојуз на власт, колку министерот за транспорт, колку министерката за култура, колку директорката за завод и музеј, колку директорот на управа за заштита на културно наследство во тие години ја посетиле гимназијата и тоа ви е одговор колку пати побарала гимназијата одобренија за тоа што е сега веќе добиена. Со поставувањето на новата директорка на управа за заштита на културно наследство при Министерството за култура, Весела Честоева, лично дојде во гимназијата, ја виде ситуацијата. Штета што не можеше да го најде документот откако пристапи на таа позиција, па и целосна документација, па моравме повторно да ги собираме сите документации,
затоа што предметот се криеше, или како што милуваше Министерката за култура да каже, не се од јавен интерес таквите градби. Советниците од опозицијата изнесоа забелешки зошто кога се променила власта не се забрзале работите и дали било воопшто лобирано. Советничката Недановска апелираше локалната самоуправа доколку е потребно да му понуди на раководството на средното училиште стручна помош, па дури и да се формира стручен тим во рамки на секторот за образование кој ќе ги мапира најгорливите проблеми на образовната установа за сериозно да се пристапи кон целосната реконструкција. Доколку во одреден рок, 3,5 години се чекало, додек поминал месец, 2, 3, 5, 6 година, дали повторно се поднесло барање? Колку пати се поднесло барање и доколку назад се враќал одговор со било какво образложение на надлежната институција зошто не го дава одобрението, би сакала тие информации да ни бидат доставени. Бидејќи вака ги доведуваме граѓаните во заблуда дека единствен виновник што сега покривот во Охридската гимназија им падна на глава, не буквално, да не се сватиме погрешно, на учениците и на вашите колеги кои максимално ве поддржаа и ви го дадоа гласот, дека причина сме повторно ние, а имате апсолутна власт. Мало препакување политички. Ќе се споменам само колешката што кажа, значи од оваа власт, другата власт, тоа е нормални работи и во парламент и во совет има негодувања и напаѓања, меѓутоа ова власт е година и 8 месеци. Нема додам са гимназија или проекти ке спомнам. Сите проекти кои што ги кочела, ако ги кочела старата власт, а биле поднесени, бидејќи ова локална самоуправа ги поднесувала со проекти, ако биле во ред, во рок од 3 месеци требаше сите надлежни министерства да ви ги дадат. Од страна на општина Охрид обезбедени се средства во износ од 34.150.000 денари за реконструкција на гимназиската зграда и истите се предвидени во развојната програма за капитални инвестиции во областа на средното образование. Јавен увид на донесените нацрт програми и нацрт буџет за 2026 година. Советот на општина Охрид на денешната седница ги донесе нацрт програмите и нацрт буџетот за 2026 година. Се ставаат на јавен увид донесените нацрт документи, се повикуваат сите буџетски корисници, сите невладини организации и здруженија на граѓани, како и сите заинтересирани физички и правни лица, своите предлози и забелешки по нацрт документите да ги достават до стручните служби на општина Охрид. Јавниот увид ќе трае 7 дена, почнувајќи од утре 11 декември, информираат од општина Охрид. Образованието се соочува со сериозни предизвици. Наместо учениците, апликациите денес пишуваат состави, семинарски и есеи. Факултетот за роботика предупредува, технологијата го менува светот, неопходно е учениците да научат како етички да ја користат. Злоупотребата на вештачката интелигенција станува се поголем предизвик, додека факултетите создаваат нови генерации инженери. Училиштата се соочуваат со лошите страни. Апликациите им решаваат тестови, им пишуваат семинарски и писмени работи, па дури им ги раскажуваат лектирите, оставајќи ги наставниците без можност за реална проверка на знаењето. Експертите предупредуваат, вештачката интелигенција може да биде моќна алатка, но само ако правилно се користи. Вештачката интелигенција е веќе револуција која се одвива, тоа не е инверзен процес, немаме избор. Значи, дали сакаме да бидеме дел од тоа или не сакаме да бидеме дел од тоа. Вистински момент е да наставниците и просветителите ги научат на децата како етички да ја користат таа технологија. Од Факултетот за роботика и машинска интелигенција велат мора да се воспостави рамнотежа меѓу придобивките и ризиците. Забележуваме доста голем интерес на овој факултет, како единствен во Република Македонија и поширокот на Балканот. Понатаму имаме зголемена побарувачка за Факултетот за комуникацијски мрежи и безбедност,
бидејќи покрај вештачката интелигенција и роботиката, сајбер безбедноста, код компјутерските измами гледаме дека се во подем, значи креирање лажни профили. Експертите велат образованието мора да биде првата линија каде што младите ќе научат етички, безбедно и одговорно да пристапат кон новата дигитална ера. Засадени 20 нови садници во Охрид во рамки на акцијата Садиме денес за одржливо утре. 20 нови садници од видот црвена слива беа засадени денеска во Охрид во рамки на акцијата Садиме денес за одржливо утре, реализирана од ТАФ Македонија во соработка со општина Охрид. Во акцијата за садење на дрвја учество зедоа градоначалникот Кирил Пецаков и генералниот директор на ТАФ Македонија Неџат Курт, како и вработени од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид и од Охридската локална самоуправа. Дрвјата беа засадени на неколку локации во паркот на градскиот кеј, на потегот на улицата Македонски просветители и на улицата Партизанска. Овие активности се дел од втората фаза од зелената иницијатива Садиме денес за одржливо утре на ТАФ Македонија во чест на Меѓународниот ден на волонтерството 5 декември во насока на подобрување на урбаното зеленило, одржлив развој на заедницата, подигнување на свеста за важноста на животната средина и поголема грижа за природата. Прекин на електричната енергија утре во Вевчани. Градоначалникот на општина Вевчани Спасе Кочовски информира дека утре, четврток 11 декември, во периодот од 8 до 13 часот, Вевчани ќе биде без напојување со електрична енергија. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во ноември 2025 година во однос на октомври 2025 година е зголемена за 0,5%. Според податоците на Државниот завод за статистика, зголемувањето на инфлацијата во ноември 2025 година во однос на октомври 2025 година за 0,5% е резултат на зголемувањето на трошоците на животот во следните групи: транспорт за 1,7%, рекреација и култура за 0,9%, храна и безалкохолни пијалаци за 0,7%, мебел, покукнина и одржување на домакинствата за 0,5%, ресторани и хотели, здравје за 0,3%, алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 0,2%, комуникација, облека и обувки и домување, вода, електрика, газ и други горива за 0,1%. Трошоците на животот во групите разновидни стоки и услуги и образование остануваат на исто ниво како и во претходниот месец. Индексот на трошоците на животот во ноември 2025 година во однос на ноември 2024 година бележи зголемување за 4%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 3%, соопшти Државниот завод за статистика. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.